Денес со екипата се наоѓаме во населбата Гоце Делчев или по Старо Скопско поле. На 23 јануари 2023 година се случи несреќа во која една фамилија од 3 семејства, 3 куќи го изгубија покривот над главата. Денес живеат кој како се snашол и затоа побараа помош од нас. Добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера, срце на дланка. Вишна, мило ми. Вишна, се пријавивте. Многу луѓе ве зборуваа, изминативе 10 дена. Ви се случи несреќа? Да, не изгоре цела куќа. Целата куќа ви изгори? Да. Која е вашата куќа? Тука гледам повеќе. Ова тука душа. Како претходно живеевте? Како се случи несреќата? До несреќата како живеевте? До несреќата живеевме супер. Несреќата не знаеме ни самите како се случи. Јас бека малите внуци, само син ми свика дека гори собата, кога влегов, касно беше, више ништо не може да се спаси. Дојдоа 5 пожарни, за 5 минути све ми отиде. Сиот живот ви отиде во тие 5 минути? Да. Целиот живот ми отиде во тие 5 минути. Гради, стварај, да има за деца. Сега нема моментално ништо, само празни цидови. Изгорено се. Ова е мојата соба. Ја што седев. Ова е целосно изгорена. Но од овде започна пожарот? Од овде започна пожарот, а од што како не знам. А зошто е вака со дупки? Па тука ми беше тросет. Дали од троседот, дали од што не знам. И сега ова што ми беше на мене патос, тоа беше кај синот кров. Значи кај него од самите пожарникари што гасеа со вода доле е поплавено. Значи доле е уништено и кај него. Овие 2 соби се на малиот син, он има 6 деца и кај него све е изгорено, све е уништено. Во моментот кога се случи несреќата, вие бевте сама со 6 деца, со внучињата? Да. Јас гледав внучињата да ги спасам, за себе не гледав. А каде бевте, во вашата соба или кај децата? Кај децата бев. Му давав на малото бебе да јаде. И кога стариот син свика дека нешто гори кај мене, јас кога ја отворив оваа врата, да видам што гори, јас кога од мене пламенот ме пати во главата. Не ни очекувавте? Не ни очекував и јас само тогаш истрчав по децата, зашто пламенот се ширеше многу брзо. Значи, ги земав децата, малото внуче машкото се тркалаше по степеници, се лизна, значи гледав само нив да ги спасам, а дали ќе горам јас или нема да горам, тоа за мене не гледав. Среќа во моментов што сте биле тука. Така. Ако не бев јас тука, значи јас сум палела огин, па сум одела кај Золва, кај Јатрва, кај снаа ми доле, немало проблем. А што бидна сега не знам. Да не сум била јас во тој момент, 6 дечиња ќе ми отида, внучиња. Каде се во моментов тие? Они се во Сингелич, во куќа. Јас моментално сум кај ќерка ми. Сепак, ако ми е ќерка, не е свој дом, фала и многу и на сваќа, и на ќерка, и на зет. На сите им благодарам многу што ме прибра. Зашто јас сум под ведро небо, немам кај да живеам.